Економска дипломатија во две насоки, за привлекување на странски инвестиции, но и за промовирање на македонските компании на глобалните пазари кои се во подем. Владата планира да отвара нови дипломатски представништва преку кои ќе ги пробива компаниите на пазарите кои се отвораат во Африка, Азија, Блискиот и Средниот Исток. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски смета дека дел од пазарите се запоставени, но тоа би требало да се смени во наредниот период и како пример наведе отварањето на амбасада во Саудиска Арабија во текот на наредната година и олеснувањето на визниот режим со Обединетите Арапски Емирати. Мои приоритети како министер за надворешни работи и надворешна трговија во текот на 2026 година е да ги посетам дел од тие пазари кои што ги има и во Африка и во Азија и меѓу другото дискутираме веќе и со стопанските комори, да не биде тоа само политички и економска посета од страна на влада, G2G сегмент, туку да бидеме придружени од представници на нашата деловна заедница, за да има и G2B и B2B елемент кој што е еднакво значаен, ако не и позначаен, за веднаш нешто конкретно да можеме да создадеме. Според економскиот аналитичар Абил Бауш, македонските компании имаат потенцијал и тој треба да се негува и да се развива, истовремено барајќи пазари за пласман на производи, продукти и дејности кои што се уникатни за Македонија. Мисиите на нашите дипломатски представништва се претежно политички, знаеш, претежно да ја покажат Македонија во една политичка добра смисла и културолошка. Значи, никако не успеавме да направиме мисии на кои економски би можеле да бараме нови пазари. Значи, ние имаме производи кои се толку се бараат надвор од Македонија, на кои што ние не можеме никако пласман да направиме. И од органска храна до не знам до нека технологија или кажи го вештачка интелигенција. Ние имаме многу добри компании, не се со некој голем капацитет, габаритен капацитет да може да направат некои инфраструктурни големи проекти, но од друга страна услужни, производствени, технолошки имаме добри потенцијали да можеме да извезуваме наши производи надвор од државата. Кога станува збор за привлекувањето на странски инвеститори во Македонија, Министерството за надворешни работи не делувало индивидуално, туку во координација со повеќе државни институции и агенции. Инвестициите кои се донесени во текот на изминатата година и кои допрва треба да се промовираат кај домашната јавност, се од тие остварени контакти, вели министерот Муцунски. Според бројките на Народната банка, во првите два квартали од оваа година, во однос на истиот период минатата година, има значително намалување на странските инвестиции. Лани, заклучно со јуни, изнесувале над 560 милиони евра, а годинава се над 200 милиони евра.